Додека Мицубиши се уште ја трасира својата европска иднина, на источниот дел од земјината топка цврсто гази низ пазарните пространства. Таму, како дел од редовното обновување на гамата, беше подготвена новата генерација на пикапот Тритон, односно L200, како што беше позната на овие пространства, шеста од појавувањето на моделот пред 45 години. Светски популарниот пикап, кој во последно време малку загуби од славата и понатаму се произведува во Тајланд, а на негова основа идната година ќе се појави и новата Nissan Navara. Дизајнерски се одликува со моќни и цврсти линии, а клучните компоненти, вклучувајќи ја и шасијата, се нови. Ке се нуди со 3 типа на кабини, со исто меѓуоскино расстојание од 3,13 метри за сите. Должината варира во зависност од изведбата, а висината на прагот на товарење е намалена. Ослонувањето е подобрено посебно напрета заради крутата оска со лиснати пружини назад нему е проблем да влече приколка до 3,5 тони тежина. За него е определен само еден мотор, но со 3 нивоа на силина. Турбодизелот, кој има работна зафатнина од 2,4 литри, ќе доаѓа со избор помеѓу 150, 184 и 204 конски сили и 6-степен мануелен или автоматски менувач. Погонот е само на задните тркала или на сите 4 преку два различни системи, класичен и со асиметричен централен самоблокирачки диференцијал. За да се задоволат потребите на сите купувачи, ќе се погрижат 7 режими на возење и колекција електронски асистенти на возачот, меѓу кои и систем кој со кочење на внатрешното предно тркало го намалува радиусот на вртење. Со очекуваната продажба од 200.000 возила годишно, овој пикап ќе биде лансиран во повеќе од 100 земји ширум светот, а главни пазари ќе му бидат Тајланд со соседните земји и Австралија. После 12 години ќе се врати и во Јапонија, а во плановите на компанијата Европа и Соединетите Американски држави официјално не се споменуваат. Сепак постои можност и желба компанијата да го пласира и на стариот континент, посебно затоа што Nissan повеќе не ја нуди Navara, но одлука за тоа се уште нема.